Еден од столбовите на повоено основаната македонска тешка индустрија беше Скопска железара. Во еден период од 80-тите вработуваше над 12.000 работници, со обрт што беше половина од бруто општественото производство на тогашната Федерална република. Железара имаше своји подеми и падови. Стана и политички фактор кога Минчо Јорданов и синдикалците изнесоа на улица во еден најдраматичен штрајк со над 5.000 работници. Тие го запоседна и старото собрание. Висеше главата на професор Јаков Лазаровски, тогашен комунистички лидер. Страстите ги смири Петар Гошев со драматично обраќање пред работниците. По приватизацијата од железарницата, еден дел стана дел од топилница. Макстил, како дел од најголемиот систем на Дуферко. Макстил годинава одбележува 25 години од својата самостојност. Гостин во ово издание на Трилинг е Марија Дуковска-Павловска, генерален директор на Макстил. Господја Павловска, како почнува работниот ден во Макстил и со која помисла првично одидете? Каква цена на струја ќе затекнете или на железо? Интересно. Ни едно ни друго. Прво ми е дека е се во ред, дека сите вработени се добро, дека немаме никаков health and safety инцидент, дека најнормално се одвива производството и после почнуваме нормално цената струјата и гасот. Да не речам, можеби цената струјата, гасот и веднаш ја проверуваме и на интернет, како е на берза, што се случува и така натака. Секако тоа е првото нешто што го правиме во последниве месеци. Оно што можам да забележам е дека не исклучувате во едно интервју за бизнес и економија, не исклучувате да ги затворите дел од погоните, доколку и натаму драматично продолжи да расте цената на струјата. Што би била алтернативата? Вака, првиот приоритет ни е да не исклучуваме. Тоа ни е првиот приоритет, да продолжиме со континуирано производство. Нека да го споменав, ќе споменам пак, идејата на бизнисот е да продолжи да работи, не да исклучува и да прави паузи. Меѓутоа, кога сме од надворешни фактори многу, да кажам, нападнати на нешто на кои што немаме и премногу влијание, во тој случај можеби и ќе треба да размислуваме за одредено, да кажам, во одреден момент одредено паузирање на производството. Комплетно исклучување во моментов не планираме, сакаме да го задржиме процесот на производство, таков како што е, да ги задоволиме потребите на нашите клиенти, да ги задоволиме поверувањата на пазарот, така да тоа ни е прв приоритет. Доколку одиме на варијанта, значи не знаеме како ќе се случуваат, што ќе се случува, ќе видиме како ќе биде. Најтешкиот месец ни беше септември. Нормално го преживеавме, добро сме, меѓутоа тоа е бизнис, некогаш горе, некогаш доле. Генерално сакаме да продолжиме да работиме. Бизнис без политика не оди и обратно, но каква владина реакција очекувате како компанија која е релативно извозно ориентирана? Се соочувате со сериозни предизвици во оваа енергетско-економска криза? Вака, морам да прашам едно прашање кое што ми го поставуваше еден консултант кога работев на проекти и стално викаше: дали сакаш искрен одговор или сакаш културен одговор на прашањето. Јас сега ова прашање што ми го поставивте е баш треба да прашам дали треба да одговорам искрено, онака како што е, или да одговорам политички за да биде фино за сите. Жално, но не најдовме воопшто никакво разбирање кај во политичките кругови. Имавме многу иницијативи. Не губиме надеж. Се уште барем да се дозволи сега електричната енергија малку и падна на берзите, меѓутоа очекуваме повторен раст на електричната енергија, меѓутоа баравме помош и за газ, например, да можеме да се приклучиме со набавките кои што ги прави владата за нејзини потреби, да можеме да се приклучиме и ние како еден од најголемите потрошувачи, како приватна компанија, да не е државна компанија. Жално е што е тоа така, но реалноста е таа. Не можеме по друга страна и да очекуваме, како држава не сме многу богати, да кажам. Знаеме кои се лимитите на нашата држава и на нашиот буџет, свесни сме и за тој момент, меѓутоа барем мала поддршка, мала помош би ни била добра дојдена за да може да се одржи. Што би било за вас мала поддршка?
Она што го Што очекувате од државата? барем да се следат мерките кои што се следат во околните земји. Значи тоа е минималното и она што го баравме, значи сите околни земји го поддржуваат бизнисот со одредено субвенционирање на цените на енергенсите над одредено ниво. Субвенционирањето го прави државата. Меѓутоа, кај нас не најдовме на таква поддршка, да кажам, од државата. И тоа е, јас мислам, минимум што може да се направи во рамките на можностите кои што ги има државата. Важите за компанија меѓу 10 најголеми извозници, но отпадот на железо е дел од вашиот бизнис. Како што и долго време ви требаше и да ги инсталирате екофилтрите. Дали ова е време на кое треба да се приспособите на новите предизвици? А тоа е инсталирање на фотоволтаици, на алтернативни решенија кои може да помогнат во облажување на последиците. Значи, да почнам од последниот дел од прашањето. Значи, фотоволтаици веќе не се изработени проектите. Очекуваме почеток на реализација на фотоволтаици на двата наши погони. Така да ќе имаме, меѓутоа тоа е пак ќе кажам мал дел од електричната енергија која што се користи во процесот на производство, меѓутоа ќе може да се задоволи одреден дел да бидеме, да кажам, self-sustainable. Инсталирањето на филтри имаме. Мислам дека е тоа веќе, како да кажам, една поодамнешна приказна и дека всушност ние јавно континуирано ги објавуваме мерењата од филтерската, од постројката за филтерската постројка. Старо железо увезуваме, тоа е строго контролирано, тоа е нашиот основен производ и со овие работи, всушност со рециклирањето, ние сме комплетно одиме во насока да бидеме зелени, да бидеме поточно производот наш да биде зелен челик. И челикот, како што знаете, е еден од производите кои што континуирано се рециклира, нема крај. Значи, нашето производство е исклучиво врз база на старо железо, не топиме руда, како што е тоа друг процес на работа на други челичани, и со тоа сме многу напред пред другите челичани во регионот. Во ова време непредвидливо, што за еден менаџер е приоритет? Треба да биде храброст и ризик, смиреност и трпение. Да, одлично ги наброивте, би додала тука и прилагодливост. Во овие времиња, кога секој ден се менуваат пазарните услови, кога секој ден се менуваат цените на енергенсите, значи прилагодливоста, флексибилноста на ново настанатите услови, мислам дека е клучно за успехот. Не само за менаџерот, тука станува збор и за прилагодливоста на самата компанија. Оние компании кои што ќе се прилагодат на овие услови ќе можат да опстанат и да живеат понатаму и да креираат едни нови, по-зелени, да кажам, идни компании. Павловска, најголемиот или голем дел од македонските компании се соочуваат со недостиг на работна сила. Ќе бидете принудени како компанија од увоз на работници или на кадар кој ќе биде квалитетен или во најмала рака ќе може да одговори на предизвиците. Вака, не верувам во овој момент дека ќе бидеме принудени на такво нешто, затоа што се трудиме интерните работи, тоест интерно да се подобриме многу и да станеме посакуван работодавач. Не сакаме да бидеме некој што нема работа, ајде да дојде, туку сакаме едноставно да можеме да бираме помеѓу повеќе добри, да кажам, кандидати. Како тоа, на кој начин работиме? Значи, прво ние стипендираме доста студенти. Стипендираме и средношколци, стипендираме и студенти од Технолошко-металуршкиот факултет. Сакаме тој опсек да го прошириме, да ја прошириме на таа програма, затоа што само на тој начин може да се создадат долгорочно, да се создадат кадри кои што ќе бидат наши идни вработени и секако нема да размислуваат само за да си заминат од државата. Додека пак за оние што се, да кажам, оператори во производство, вработени во производство, ние ја покачивме минималната основна плата е повисока од законски пропишаната и мислам дека со тоа малку и, да кажам, го намаливме или го ставивме под контрола трноверот на вработените. Дали заврши времето на ниски плати за вработените во компаниите?
Да, тоа заврши, јас мислам, уште пред година-две, кога настана со доаѓањето на многу странски инвестиции. Веќе што се случува на пазарот на труд, значи веќе почнува ограничене. Тоа е бројот на вработени, тие се луѓето. И сега почнува, како да кажам, која компанија нуди подобри услови, таа ќе ги земе. Значи, реално тоа е реалноста што се случува во последните години и компаниите, повторно ќе кажам, што ќе се прилагодат на тоа и побрзо ќе ги сменат тие услови, ќе немаат да имаат проблем со работна сила. Ја, например, знам дека во ТИРС имаше джентлменски договор меѓу компаниите за дека нема да има преземање меѓу вработените, меѓутоа очигледно дека тие се кадрите. Джентлменски договор може да има неколку компании кога се во прашање, 2, 3, 5 максимум. Меѓутоа кога веќе бројот на компании е голем, значи кога доаѓа има таргет директорот да го отпочне производството, да кажеме, или да стартува со нова линија, ние да стартуваме со некоја нова линија, имам таргет, треба да го почнам тоа во рок од 6 месеци. Значи, мора се да се направи и да се украдат вработени без разлика на било каков джентлменски договор. Дали колку политичкото кохабитирање на Минчо Јорданов ви остави траги во самостојното менаџирање со Макстил? Да, тоа е првото прашање што сите ми го поставуваат. Искрено, која е поврзаноста и што е тоа. Меѓутоа, се уште мислам дека немаме доволно имиџот во рамките, она кое што го знаат сите во окружувањето е дека тоа е компанија на Минчо Јорданов, меѓутоа тоа не е така. Тоа е странска инвестиција комплетно. Биле во одредени односи до одреден временски период, мислам дека до 2018 година. Така да после тоа Макстил е комплетно странска компанија и има мал број на малцински акционери тука. Така да тоа е нешто што е комплетно одвоено. Интересно е дека се уште го има тоа во, да кажам, во имиџот на Макстил, постои како такво, меѓутоа работиме, ние сме друго нешто, друга компанија и така. Какви се вашите прогнози за економските движења во наредниот период и на какви се предизвици сте подготвени да одговорите, имајќи во предвид дека проценките се дека оваа криза во наредните месеци ќе се продлабочи, особено што и инфлацијата е релативно висока, двоцифрена во моментов. Какви се прогнозите? Значи вака, веќе се чувствува и во нашиот, да кажеме, во нашиот дел, во нашиот бизнис се чувствува одредена стагнација. Европа е веќе длабоко во рецесија, очекуваме забавување веќе и на производството, забавување на целокупната економија од следната година. Зборувам, значи, како општо, она што е наша, да кажеме, наше предвидување за следната година е некаде од прилика како оваа година да бидеме, да немаме значително намалување, туку да имаме, да кажам, стабилизирање на производството и стабилизирање на нивото на нарачки кои што ги имаме. Позитивно е за нас што сме мала челичана. Можеби во рамките на Македонија сме голема компанија, меѓутоа во светски рамки ние сме една од помалите челичани валавници и можеме многу брзо да се прилагодиме на пазарните услови, можеме да испорачуваме за многу краток временски период, многу специфични нарачки и тоа е всушност нашата предност и тука е она каде што ќе бидеме фокусирани во следниот период. Ви благодарам за гостувањето во емисијата и се надевам дека нема да бидете принудени да затворите дел од вашите погони. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше Марија Павловска-Дуковска, генерален директор на Макстил.